Што има ново? Што има ново? Во Што има ново разговараме со Никола Наумовски, актуелен во последно време по подкастот Митови што оформија генерации. Никса, добре дојде. Би сакал да те прашам уште на самиот почеток што послужи како инспирација за да почне со авторство на овој нов подкаст. Од секогаш сум ја имал таа обсесија да се бавам со демистифицирање на лажни наративи, а овие митовите ми се чинат како малку поголеми залци од она што треба да го направиш при еден обичен разговор, а тоа е дека треба да истражиш каде настанал, каде се развил, кој све го пренел митот, и ми се чинеше дека е тоа еден малку по-комплексна и поубава задача отколку фаќање некого во лага, што можеме да го направиме нели секој ден. И тоа е тешко, но уште е потешко како што велиш да се разобличи еден мит кој што има длабоки корени и се употребува или се шири меѓу луѓето со години па и со децени. Имаш неколку такви во твојот подкаст. Како се создаваат овие митови? Кои нам најмногу придонесува? Политичарите, институциите, самите луѓе во своите меѓусебни разговори? Па мислам дека одговорот е психолошки одговорот мислам дека се создава во фантазијата на човековиот ум. И зависи од тоа каков мит се работи. Јас нешто ги истражувам овие националистичките или градските митови, историските митови. Тие се создаваат во умовите на луѓето кои што се незадоволни од реалноста и од желбата да ја искриват таа реалност. Но некој ги всадува тие митови, тоа не се создава така само од себе во фантазијата. Најчесто кога се станува збор за националистички мит, да, тоа е очигледна игра на некои националистички политичари, но кога станува збор за еден мит како Скопје требаше да се затвори на времето за да има подобар развој, тој мит не можете да им го префрлите на националистите или барем не директно, туку морате да им го префрлите на ксенофобичноста, на градската ксенофобија како природна состојба на луѓето во градот и како луѓето се склони да веруваат во такво нешто, иако нема никаква основа. Да ве потсетам, во таа епизода разматраме дали воопшто во светот постои затворен град, за воопшто да се дискутира дали Скопје требало или не требало да се затвори како некоја историска одлука. Таков град не постои, а кај нас во главите е всадено такво нешто дека Скопје требало да се затвори и тоа ќе ги решило поголемиот дел од проблемите кои што денеска ги имаме. По примерот на Љубљана кој што е пример дека непостоечки пример. Непостоечки пример, апсолутно, да, тоа е зачин во целиот тој мит. Така што не мора да бидат злокобни и националистички секогаш авторите на митот. Митот може и само од себе да си порасне, само од нечистотијата која што се наоѓа во животната средина околу која што расте. Во една од претходните епизоди, бидејќи ги спомна националистичките митови, го третираш митот за ѕидовите на руралните куќи, односно дека зад ѕидовите на албанските куќи по селата, но и во градовите имаше такви ѕидови, се крие тероризам, екстремизам, оружје и така натаму. За овој мит наоѓаш дека голем дел бил, како да речеме, поттикнат од начинот на кој што реагирале институциите и го употребиле таа акција за рушење на ѕидовите, за да ја оправдаат нели борбата против албанскиот иредентизам, национализам и така натаму. Да. Во друга епизода пак, нели, која што ја подготвуваш, зборува за митот за 150.000 државјанства за албанци од Косово кои што биле дадени во 90-тите. Од каде дојде овој мит? Па од она што го истражувам, веројатно најразумниот одговор би било дека доаѓа како губитнички наратив на поразената страна на изборите во 94-та година, која што го обвинува Киро Глигоров дека со фиктивни гласачи или Бранко Црвенковски, се едно, но најчесто се зборува за некаков си прв круг, втор круг и така натаму. Би рекол затоа Киро Глигоров го обвинува дека доделил 150.000 државјанства,
кои што нормално не само што не успеваат во 94-та да ги докажат, туку ние и во 2024 година не можеме да ги пронајдеме во сите тие статистички годишници, резултати од пописи или пак изборни резултати. Но тој мит гледаме се уште живее во наративите и на некои политички актери и денес, но и на социјалните мрежи. Често пати можеме да го прочитаме, да го видиме дека се уште луѓе мислат дека во 150.000 државјанства им биле доделени на косовски албанци во 90-тите години. Да. И луѓе веруваат дека заради таа зголемена бројка на албанците во Македонија, тие се стекнале со права кои што не ги заслужуваат, а имено се мисли на правичната застапеност како механизам од Охридскиот договор како уставна материја од 2001 година, кои што довеле до тоа да застапеноста на албанците и на останатите заедници се зголемува заради зголемените бројки кои што се нелегално стекнати, и после тоа заради тој дисбаланс почнува да страда квалитетот на јавната администрација, на државната управа, пополнувањето на местата и квалитетот на услугите кои што ги добивате седно во образованието, во здравството, во социјалата, се нарушуваат само заради тоа што е зголемен бројот на една етничка група во однос на другите, и што е секако доказно воопшто неосновано. Особено во денешно време, со експлозијата на употребата на социјалните мрежи, гледаме дека овие митови стануваат се подоминантни и овие теории на заговори, дезинформации. Има ли начин на борба против овие појави? Знам дека, тоа што го правиш ти со подкастот е еден од начините, но колку може ваквото разобличување на митовите, на дезинформациите, да направи некаков ефект, да ги разубеди луѓето, кога знаеме дека луѓето едноставно тоа во што веруваат, сакаат и да го прочитаат, и едноставно бараат некакво оправдување за тоа што го мислат веќе и го наоѓаат на разни содржини на социјалните мрежи и по медиумите, и потоа и го шират. Има ли начин да се парира на ова, кога знаеме дека но ефектот на овие работи што се случуваат на социјалните мрежи, митови, теории на заговор е многу поголем, бидејќи тие се едноставни, а за да ги разобличиш ти треба подолго време, изнесување на повеќе факти. Луѓето веќе едноставно како да немаат време да читаат толку широко, да гледаат објаснувања. Така, па затоа можеби е важна теоретската основа на препознавањето на митовите, за да се знае дека не мора да го имаш слушнато некој мит за да препознаеш некој друг. Митовите ги слушаме насекаде околу нас, и дури и ако тргнеме по тоа како луѓето ги почнуваат да веруваат во митовите, тие најчесто доаѓаат од некаква психолошка состојба на склонност или на омраза кон некој политичар или идеја, во која што препознавате од време на време по некој факт кој што се вклопува како пазл, слагалица во вашата идеја за некој политичар. Во таква смисла, ако вие доаѓате со некакво предзнаење дека е да речеме најлошиот предубедување дека најлошиот човек во историјата Адолф Хитлер е добар човек, вие секогаш ќе најдете по некоја фотографија од тоа како он дели подароци за Нова година или држи рака на болни луѓе, за тоа да го вклопите во вашата идеја дека тој е уствари позитивен лик. Гледаш ли во образованието, бидејќи го спомна, или во политиката, или во медиумите, посилни струи кои што сваќаат која од опасноста од вакви појави, кои што едноставно луѓето се хранат со многу неточни информации, со невистини и создаваат убедувања и мислам дека работите одат полошо. Работите одат на полошо. Јас кога ги истражував овие митови, да речеме конкретно и од мит со оградните ѕидови на албанските куќи, го раскажав митот на начин на кој што го истражив интернетот и форумите за прашањето и тоа што е кажано во него. И таму најдов известни гадости кои што сметав дека и не треба да бидат пренесени во подкастот, но чисто за да илустрирам, имаше еден коментар кој го прочита еден актер за кој што се однесува за тоа како Нуредин човекот кој што настрадал при рушењето на ѕидовите, цитирам, липсал, односно ние кажавме цркнал во на некој друго место и телото му било носено на протестите пред собранието на тогашна Социјалистичка република Македонија.
Но она што ме зачуди мене е кога некој веќе потрошил извесни часови за да го истражи случајот, за да спреми подкаст и да го демистифицира митот. Имаше коментари на Твитер кои што веќе се разви во една септичка јама која што охрабрува хейт и која што охрабрува било какви конспирологии, неосновани тврдења и така натаму. Имаше коментари кои што очигледно доаѓа од десничарски профили, кои што укажуваа дека албанците градат зидови заради криење на зоофилија и инцест во своите фамилии, што според мене е многу полош наратив од тој што сум го истражувал во 2012 година, кога ги најдов тие коментари дека се пишувале по некои националистички форуми, или пак многу полош наратив од тој што биле користени, македонците се користеле во 89 година, односно во 90 кога се случило убиството, односно несреќниот случај на Нуредини. Тоа мене ми покажува дека самите социјални медиуми веќе им даваат на изради анонимноста делумно, им даваат на луѓето право да кажат било што кое што е толку неосновано и толку многу може да повреди, што митовите кои што се граделе 30 години наназад се уствари мачки на кашлица за оние конспирологии кои што денеска ги слушаме и во кои што овие луѓе веруваат. Ти благодарам многу за овој разговор, Никса. Фала на поканата. Што има ново? Што има ново?